Здраво на сите. Денеска ќе видиме како може да префрлиме ICP coin на plug ICP wallet. Еве во walletот, како што објаснив во едно од моите претходни видеа за волети. Не знаевме точно, но сега ќе го пробаме да видиме како се прави пренесувањето. Значи, ќе одиме на нашиот Binance, пример, нели, доколку користиме централизирана менувачница Binance или на некоја друга централизирана менувачница, ќе отидеме на Spot, јас ова ќе го објаснам за Binance. Ќе отидеме на Spot, ќе го најдеме ICP протоколот, ќе отидеме дека сакаме да го испратиме нели до некоја адреса, ќе отидеме Withdraw. Понатаму ќе одбереме, гледате ваму пишува адреса. Напред ние ќе селектираме ICP и гледате please enter recipient's address. И понатака ќе отидеме значи на receive на нашиот plug wallet, receive, и затоа што во претходното видео ова пишува дека гледате use when receiving from plug accounts and users or other apps that support sending directly to principal's ID. Што значи дека ова principal ID нема може да го искористиме. И мислам дека доколку го копирам и самиот Binance има заштита и ја каже дека не е валидна адреса. Гледате, the withdrawal address format is wrong, please check the withdrawal address linked and check the contact and try again. Гледате, самото си покажува дека е погрешна адресата, како што кажа Binance има премногу заштита и мислам дека многу тешко да сгрешите од Binance која праќате, но од некоја друга централизирана менувачница може да ги нема сите тие заштити. Гледате од exchanges, значи како што е Binance, треба да користите оваа адреса. Гледате, ќе ја ископираме оваа адреса, оваа ќе избришеме, ќе ја пестираме новата адреса и гледате ќе ни даде да пратиме ICP. Пример, јас ќе го селектирам целиот ICP, одам Withdraw и сега ќе ми се покажат опции за заштита, затоа што не секој доколку се логира на мојот акаунт не може да прати токени, треба да пополни некои заштити. Гледате, отидов Withdraw, одам Continue и гледате, јас имам две заштити. Првата ќе го селектираме мейлот, ќе го отвориме мейлот за да го најдеме кодот што ни се праќа. Да видиме. Каде е? Еве го Withdraw. Withdraw. Ќе опишеме сега кодот. 829.560. Добро. И сега јас користам автентикатор и затоа со автентикатор ќе си го внесам кодот што мене ми го дава автентикаторот. Ајде да видиме. 213. Гледате submit и самото праќа. Гледате. Reviews can take up to 12 hours. Што збориш? Ја мислам дека многу побрзо треба да се прати ICP. Ајде да провериме волетот. Јас да мислам дека е премногу брзо. Гледате ваму може да гледате се уште процесинг 0 од 1, би требало кога ќе стане 1 од 1 да се појави completed и да се прати ICP. Ајде ќе почекаме. Морам да кажам дека исто во сега што го правиме за ICP, исто важи за сите други коини. Со тоа што ви кажав дека треба да одберете адресата на која праќате коин. Пример, сега кога земам Phantom Walletот, само да видам дали си го памтам пасвордот. Добро. Треба да си ја селектирам адресата, значи оваа адреса, и како што ставив адресата за ICP, исто така ќе ја ставам за Solana, нели, доколку сакам да пратам токен или Solana coin на Solana Network на мојот Phantom Wallet. Значи го копирам, ставам paste, нели, селектирам нормално мрежа и после чекам да се прати коинот. Како што гледате, процесинг некако трае веќе едно 3-4 минути, не знам што се дешава, ама ќе почекаме за да видиме како целото тоа се прави.
Еве го заврши праќањето на ICP, а го провериме на нашиот Plug Wallet. Гледате, имаме 14.91 долар, 1.16116 ICP. Истото, за да ги вратиме на берза, према ако сакаме тамо да ги тргуваме, бираме депозит крипто, бираме, пример, токен ICP, интернет компјутер, селектираме мрежа, интернет компјутер, No Internet Computer Deposit Address. Ете, гледате, ја не сум праќал, значи може да ви се појавила No Internet Computer Deposit Address has been previously created. Please first create a deposit address. Ке треба да отидете get address да ви генерира адреса, потоа оваа адреса ја копирате ваму, која ќе ви се генерира, ја копирате ваму, одите на Plug Wallet, одите Send, ставате адреса, го селектирате ICP, ставате колку ICP ќе испратите, еве јас ќе пратам 1.16 и одам Send. Тука немате никаква конфигурација затоа што ова е non-custodial wallet и не е берза, затоа ги нема тие некои работи. Затоа што целата заштита зависи од вас. Тоа го спомнав и во едно од моите претходни видеа. И одиме Send. Send. First time send, ова ќе предупреди нешто, идете вие Send, само видиме адресата дали е таа, B48 0240, идеме Send и едноставно ќе почекаме потоа да се изврши самата трансакција, за да видиме дека ја имаме 1.16 ICP на нашиот spot wallet на Binance. Гледате, сега немаме и би требало за кратко време да добиеме. Ајде да видиме дали ова е пратено. Еве, гледате 0.01 долар, што значи би требало ние да добиеме во секој момент ICP токен, ICP coin. Ајде да провериме, да видиме. Spot. Еве ги 1.16. Гледате од мојот Plug Wallet. Више го нема ICP. Значи имам некои тука ситни ICP во вредност од 0.014 долари. И моментално сите ICP ми се наоѓаат на Binance акаунтот. Значи толку едноставно, видоме како се праќа ICP и слична, да не кажам, скоро иста постапка важи и за другите волети, non-custodial. Поздрав од мене.